Гордан, кажи ми, како ја гледаш моментално состојбата, политичката состојба во нашето блиско обкружување? Па тоа е актуелно, сега во Србија Да. е моментално актуелно. Во Србија ние си имаме пандан буквално на нашата побегулја во Пешта кој ужива нели во парите на граѓаните, кои при тоа ќе ни ги дадат како кредит. Сега ни се роди уште една побегулја. Таа небитна Уште побегулја. две. Небитни се тие. Овој е битен зашто овој беше државник. Овие не биле државници, овој беше државник. Овие беа Се функционери. замислете, вие го имате во таква форма, многу поригидна. Тој што владее, значи или партијата која владее СНС, тој е панданот на ДПМНЕ. И сега истото таму се прави, како сакат да го рушат, овој ги плаќа, оној ги плаќа. Али многу пострашно е што тоа е многу помоќна машинерија од ДПМН, значи можеби 5-10 пати помоќна машинерија и бројчено и било како. И ако меѓународната заедница не одлучи да го тргне и побогата и па не е веќе, ја мислам дека не е ДПМН најбогатата партија во Европа, тоа е можеби пред 10 години било, сега е СНС. Сега е СНС најбогат. Значи партија во Европа. Так. И ако меѓународната во меѓувреме не одлучи, значи да каже доста е, сакаме демократски промени, повторно во Србија, нели ги има и 5 октобар, тргање на Милошевиќ, носење на Џинџич, убиство на Џинџич, носење на Демократски сојуз, Тадич. Се ги има 12-13 години веќе СНС, јас мислам дека во наредните не 13, можеби 39 години прашање дали ќе заминат од власт, зошто не постои опозиција. Исто како кај нас, за жал, што сега не постои после дебаклот нели на Бихачка што се случи со 18 пратеници, и сега нема во Македонија не постои значи опозиција. И не знам колку ќе трае, но мислам дека долго ќе им треба опоравување од тој нокаут, не тоа нокдаун класичен, нокаут, значи во Србија не постои опозиција. Ова е убаво. Јас и јавно поддржувам секој дневно и студенти и сите демократски, значи убаво е да не постои опозиција. А тоа викаат оние кои се на власт во Србија. Ама не ти. Па не постои, но пази, за здрава демократија, за здраво општество мора да постои. Зошто? Па бидејќи само опозицијата е коректив на власт. Ако нема опозиција, нема здраво демократско друштво. Значи, вие може да прават што сакаат, буквално. Така да во Србија ова сега не знам, значи не можам да прогнозирам што ќе се случува. Во контакт значи со мои пријатели, штета што таму не се појави некое многу моќно лево движење. Има неколку организации кои се зближија, секој направи дури платформа, но не излезе официјално партија, политичко тело вака како кај нас или у Хрватска и Словенија да се спротистават, значи преку институциите на системот и дозволија да, за жал, српското општество мислиме најлошо моментално на Балканот, таму како што има направено ревизија на историјата со рехабилитација на оние кои беа значи најголемите злочини кои имаат направено, тоа се Дражо Михајловиќ, сите предпадници на четничкото движење, значи денес генерално 80-90% од нив се рехабилитирани. И денеска највеќе антикомунизмот во суштина вирее генерално во Србија. Истото се случува и таму, се копа по историјата како нацистите 30-те години кога оде Ариевската раса да ја барат на Хималаи, кога ние овдека направивме потпуна антиквизација која плативме 1 милиарда, која денес као стиропор се распаја. Па Скопје го направија Потемкиново село. Значи, едно Потемкиново село за кое се ругаше цел свет. Него тоа некој друг да можеби за тоа да говориме, тоа сега србите го прават, значи генерално партијата која е на власт градат споменици масовно на Немањичи, на од пред скоро 1000 години.